20 часот телевизија нова. Вие сте на вистинското место во вистинското време. Ве покануваме да го проследите третото издание од нашата емисија Клуб Јоска. Бюрото за развој на образованието организира задолжителни обуки за наставниот кадар во средните училишта во Република Македонија на тема современи методи во наставата, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната креативност. Обуките ќе ги реализираат акредитирани понудувачи на обука и услуги во периодот јануари-март 2013 година. Наставниот кадар од нашето училиште ова обука ќе следи на 2 и 3 март. НВО, Инфоцентарот и Младинскиот образовен форум објавуваат повик за вклучување млади активисти во проектот Млади промотори на слободата на изразување. Повикот е отворен за сите млади луѓе кои преку есеи, мултимедијални содржини, видео, аудио, фотографија и графички дизајн или кампања ги промовираат слободата на изразување, заштитата на човековите права и борбата против говорот на омраза. Доколку сте на возраст од 17 до 25 години, сакате активно да ја поддржите слободата на изразување, а имате идеи кои не сте се охрабриле да ги објавите, сега е моментот да се пријавите и да креирате содржини кои ќе стигнат до широката јавност. Заинтересираните кандидати може да се пријават за една од трите области: пишување есеи, продукција на мултимедијални содржини, индивидуално или тим од најмногу 3 членови, реализација на локални кампањи, тим од 3 до 5 членови. Сите апликанти треба да се во можност да посетат 2 викенд обуки во периодот април-мај 2013 година и да ги подготват и промовираат производите во периодот јуни-септември 2013. Во рубриката од нашиот календар ве потсетуваме на минатогодишниот надпревар изрази се преку медиумите на кој се работеше на тема Училишта без насилство. Во конкуренција од 167 проекти, ученици од нашето училиште под раководство на професорите Тони Аврамов и Даниела Джишева го освоија првото место за филмот Рукија. На почетокот од оваа рубрика ќе го проследиме трето пласираниот филм на Пепита Пецановска од Неготино. Второпласиран беше филмот на Александар Митревски од Скопје. Something takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe something's raped and taken from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? I try to every night, all in vain. Sometimes I cannot take this place.
На надпреварот учествуваа сите основни и средни училишта од Републиката. Жирито кое беше составено од професори и новинари од Факултетот за висока школа за односи со јавноста се одлучи првата награда за најдобар филм и за филм со најдобра приказна да го додели на филмот Руке од со Јосиф Есифовски. Што е од прво деление и до седмо, никој не ме прифатеа од децата. Сите се оддалечуваја од мене. Не ме сака, не ме дружеа. Не знам која е причината, сите ме мразеа. По некој пат и ме удираја. Сега тука во прва година, во Јосиф Есифовски гимназијата, и тука ме мразат, но не му обрнувам внимание. Само на една страна ќе се тргнав и ќе плачам. Месецот на палачинките се одбележа и во нашето училиште. Ивана Байрактарова направи прилог за оваа активност. C'est la primavera, il fait beau dehors. Les fleurs sont déjà là, ça sent le mimosa et je t'aime fort. C'est comme un rendez-vous, le fond de l'air est doux, tu es contre moi. Tes cheveux sentent bon, le sucre et le bonbon, c'est la primavera. L'oiseau fait son nid pour tous ses petits. Moi je veux un enfant de toi. Devant la maison, j'entends les maçons, ils chantent la primavera. C'est la primavera, c'est la primavera, nous marchons dehors. Viens, allons nous asseoir sur le gazon du soir, je t'aime si fort. Si la gens nous chasse, on dira qu'on passe et l'on s'en ira. Денес разговараме со Менче Проданова, а поводот за овој разговор е тоа што денеска видовме дека во холот на нашата гимназија се продаваат палачинки. Што е поводот за денешното продавање? За славењето на палачинките постојат повеќе приказни. Ние одбравме наједноставната со која се вели дека денот на палачинките го означува заминувањето на најстудениот месец во годината, а тоа е јануар. И округлата форма и златната боја го означува сонцето и пролето што доаѓа заминува сивата и студена зима. По чија иницијатива се случува денешниот настан? Денешниот настан се случува по иницијатива на нас учениците кои сакаме ова да стане традиција, а исто така голема помош ја прифати идејата директорот Борче Нечевски и професорите Роза Зоева, Совче Романчева, Караколева Марина и Слободан Георгиевски. Колку палачинки се направени денес и што е целта на овој настан? Па денес ние направивме околу 300 палачинки. Целта на овој настан е ние учениците да видиме како се излегува на пазар, како реагираат нашите потрошувачи, дали можеме да направиме добар квалитет и пред се да го обележиме празникот денот на палачинките. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier. Et pour pas les abîmer, on allait au bal à pied. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Ça compliquait bien un peu la vie, 3 garçons pour 4 filles, on était tous amoureux, toi de moi et moi de lui, l'une hier, l'autre aujourd'hui. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait à portée de notre main. On a quitté les copains, Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi.
Anton, Ivan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant. Le monde a beau être grand, c'est à peine s'il contient nos enfants et leurs parrains. Anton, Ivan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi. Кампањата за проектот Енергетска ефикасност почна да се спроведува во нашето училиште. На оваа тема со координаторот на проектот Софија Минева разговара Антонија Станкова. Денеска во емисијата Ти на Актив зборуваме за кампањата за енергетска ефикасност Штедам енергија. Со нас е координаторот за енергетска ефикасност Софија Минева. Софија, кампањата Штедам енергија започна да се реализира и во Гевгелија. Зашто всушност станува збор? Значи вака, веќе почна да се реализира кампањата за енергетска ефикасност, таа наречена Штедам енергија, и заедно со општина Гевгелија се одвива паралелно и во општините Богданци и Валандово. Тоа е всушност кампања наменета за младите, всушност за средношколците, и е со цел да се подигне свеста и знаењето за енергетска ефикасност. Да се младите да научат придобивките од енергетската ефикасност и да бидат поангажирани во тоа област. Зошто се имплементира една ваква кампања? Од една страна која е целта, од друга страна дали нашето население е доволно запознаено со оваа кампања? Значи вака се имплементира со таа цел, како што напоменав, да се доближи самиот поим, значи енергетска ефикасност кај младите, да ги научат придобивките и бенефитите од самата од оваа област од енергетска ефикасност. И населението мислам дека и да е запознаено со енергетска ефикасност, мислам дека не е доволно едуцирано во оваа област, затоа што не се свесни за придобивките од самата енергетска ефикасност. Не се свесни за сопствените придобивки, значи за штедење на енергија, со тоа и заштеда на пари. Исто така и со придобивките кои што се генерални, значи на заедницата. Населението не е доволно запознаено со придобивките и не само сопствените, туку и генерално на пошироката заедница, како што е намалувањето на потрошувачката на енергија, што предонесува за заштеда на девизи при купување на енергија од увоз, а исто така и тука постојат и еколошките бенефити, кои што се намалување на CO2, за заштита на околината и се разбира поздраво околение. Кои активности се предвидени со овој проект? Значи во овој проект има повеќе активности. Најпрво веќе ја започнавме една активност, значи веќе ја направивме Facebook страницата. Таа е наречена кампања Штедам енергија, која што е наменета за средношколците, но исто така е наменета и за сите останати кои што сакаат да бидат во тек со активностите на оваа кампања. Таму може да се објавуваат слики, некои објави, се што е поврзано од енергетска ефикасност. Потоа, следна активност ни е пополнување на индивидуални прашалници, кои што се наменети за учениците од 3-та и 4-та година. И од таквите прашалници ќе треба да добиеме една анализа на тоа колку, значи, учениците се запознаени со овој термин, и колку се енергетско ефикасни во нивниот дом. Потоа, за време на овие прашалници, во меѓувреме ќе има и една кратка презентација, значи која што ќе биде во рамките на ова кампања, ќе има презентација за енергетска ефикасност, за да се приближи малку поимот што е и како е. Потоа следи јавен конкурс
за избор на најдобра фотографија или цртеж за енергетска ефикасност се разбира, и најдобриот ќе биде награден. И сега на крајот кампањата ќе заврши со организирање на ден за енергетска ефикасност, кој што исто така ќе биде реализиран во трите средни школи во Гевгелија, Богданци и Валандово. На тој ден ќе се наградуваат учениците кои што сметаме дека се најенергетско ефикасни од добијани од анализата од прашалниците. Ќе се додели награди на оние кои што ќе имат најдобри цртежи и фотографии, а исто така и ќе има замена на светилки. Тоа значи дека секој што ќе донесе обична светилка ќе добие енергетско ефикасна. Кои целни групи се опфатени во овој проект? Значи, како главна целна група ни се средношколците, но покрај нив ни се и професорите, потоа родителите, општинските администрации, останатите граѓани, некои компании кои што произведуваат енергетско ефикасни производи. Значи, генерално почнуваме од младите, а сакаме да колку што може повеќе да им добиеме одзив од сите граѓани на општините. Софија, што по-конкретно треба да се изработи со овој проект? Значи, веќе ги напоменав прашалниците, тие се веќе во изработка, а покрај тоа ќе се изработи и брошура, која што ќе биде доделена на учениците. Потоа ќе има изработка на летоци, маички и хартиени торбички со логото на самата кампања. Што очекувате од реализацијата на оваа кампања? За време на оваа кампања, значи, очекуваме најпрво подршка. Подршка од младите, подршка од сите целни групи што ни се предвидени, но исто така очекуваме и одзив и се разбира очекуваме ангажирање на младите во понатамошни активности во областа на енергетска ефикасност. Во рубриката Помалку отпад ќе проследите неколку видео реклами за еколошка едукација. Не е важно колку зборуваш, важно е колку штедиш. Знаеш ли зошто некој измислил чешма? Не е се во силата, многу повеќе е во умот. Чувајте ја природата, затоа што таа ве чува вас. И за крај на емисијата ви презентираме есеј на тема Дали можам да побегнам од реалноста од Ивана Байрактарова. Ви благодариме што бевте со нас. Секое човечко битие тежне е кон совршенство. Посакуваме работи кои се недостижни. Некои желби се исполнуваат, некои не. Повеќето луѓе го живеат животот овде и сега, без мечтања и фантазии. Јас пак
бегам од реалноста наоѓајќи нов свет за мене. Свет од исполнети желби, спокој и мир. Лудово срце никогаш не знае за доста. Секогаш посакува повеќе, нешто поубаво, нешто посјајно. Секоја трага од незадоволство прави се подлабок рез во моево срце. Дали можам да побегнам од реалноста и незадоволството? Да заборавам која сум, каде сум, со кого сум? Да ги занемарам чувствата кои ми ја заледуваат на смевката, а внатре во душата ме горат како 1000 огнови. Сепак можам. Читајќи некоја книга, заборавам на себе. Мислите ми одлетуваат во некој друг простор и време. Јас не сум јас. Живеам друг живот. Се радувам на туѓа љубов. Плачам за туѓа разделба. Во мене полека продира судбината на напишаните ликови. Се раѓам повторно и живеам далеко од мојот свет и реалноста. Патувам низ страниците од книгата, уживајќи во испреплетената судбина, дежнејќи за секој нареден збор. Се губам во нечија судбина, чувствувајќи дека тој живот мене ми припаѓа. Се насладувам со неизвестноста, со мистеријата која се крие во секоја наредна мисла од напишаното. Така уживам. Реалноста не е она што го посакувам, туку она што го живеам. Бегањето од неа, барем за миг, не прави да заборавам која сум, туку ми помага полесно да сватам дека и мојот живот е книга. На мене останува дали ќе одлучам да ја читам до крај или ќе се откажам тогаш кога заплетот започнува.